Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание Јаде бурек на ТВ Сонце. И како и сите други медиуми преполни со аналитичари, голичари, парличари, маричари, варичари, вечерва ќе слушате кај да свртите анализи на големите умови, што требало, што не требало, кога било, што не било и така натаму. Мене ми пукна филмот, ја денеска давам оставка. Пред да ја дадам оставката, драги мои, и да се повлечам од оваа позиција како водител на Јади Бурек и да ја пренесам на друг водител, идеме првин со една музичка numera која мене ми отсликува цела оваа шизофрена атмосфера која владее кај нас. Многумина од вас се гнушате колку била грда фарма, колку имало таму вулгарни работи, колку била ваква или онаква. Ало, убава е раската стварно во окото на комшијата. Ама гредава наш, па ние не гледате ли дека цело општество сме бетер и погнасни од фарма. И така, како што ви реков, мене ми пукна филмот и ја вечерва давам отказ. Значи, Јанко Илковски вечерва не е водител на Јади Бурек. Затоа, сепак бидејќи имаме договор, емисијата треба да иде, екипата е тука. Емисијата ќе му ја препуштам на еден млад момак, кога сретна вака у музеј се најдовме. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Добре дојде. Добро те најдов. Не те знаат кој си, што си, не е важно. Така почнав и ја, така и ти. Честито нека ти е, со здравје да се служиш. Еве ти, ја ќе останам малце тука со тебе, телефони ќе ти пуштаат побари, гледачи ќе правите муабет. Ја ќе ти пуштам и по некој клипче што ти треба. Добро. Шега на страна, ти благодарам што дојде. Ми беше исклучително задоволство, интересен вака приод, мислам дека ги извади од памет малце твоите гледачи, после колку 15, 17, 18 години. Од 2001, па ви 18, добар сум. Како беше, значи прво А1, па ТВ4, па Skynet, па Наша ТВ, па Сител 3 и сега еве си на ТВ Сонце. Јас те пратам од самите почетоци, уште кога беше Гутенбергов, уствари пред Гутенбергов имаше друг назив на А1, ако се сеќам. Како се викаше на А1? Ноќни разговори. Ноќни разговори на А1. Види, му ја дадов емисијата, он ја води. Добро. Не враќај, Добро се значи овој знаеме. уредник и водител. Добро. Да, повелете. Значи, добра вечер, драги гледачи. Вие сте на фреквенцијата на ТВ Сонце. Среда, 16 октомври. Да, овој кадар, значи 16 октомври, 20 часот. Одиме со ново издание на емисијата Јади Бурек со Јанко Илковски, но овој пат и со Александар Истевски, како негов гостин. Во текот на месец јуни, ради збир околности, интересни причини... Напиши доле, Александар Истевски, уредник и водител на Со Јади В. Бурек. Со В. Со В. Добро, не мора Тоа уредник. В-то големо да биде. Александар Ристевски. Да, ради идентитетот, ве молам. Така. Значи да се навратиме, јас во месец јуни, по долго и познанство и комуникација, гостував во два наврати кај младиот господин Илковски и имавме навистина интересни случувања. Првото беше забавно, мислам дека основата беше таа моја колумна околу изборните модели и се случи Вардар да стане европски шампион по втор пат. Ние одложивме една емисија затоа што јас му реков дека дефинитивно во понеделник после шампионската титула никој нема да го гледа. Ни него, ни никој на телевизија, пошто бевме сите на плоштад. Дојдовме на редниот ден, почнавме за култура и спорт и ја испукавме цела емисија од 2 сати, иако темата беше друга. После 2 недели дојдов повторно. Тогаш ги изненади сите со твоето огромно познавање на ракометот. Значи, ја спортски новинар не сум сретнал толку добро да ги може би знаат повеќе, ама така убаво ги склопи сите работи, тоа беше феноменално. И ја почувствува таа енергија од гледачите како ти честита. Тоа беше. Јас морам да ти кажам дека и дел од оние де факто аналитичари во сферата на ракометот, бивши ракометари и тренери, поразговарав после тоа со нив затоа што дел од нив ми се пријатели и рекоа па добро, знаеш, народот не знае, ама ние знаеме дека владеш материјата. Така да они не беа баш воодушевени, беа само као уредо, да, супер, беше како што очекувам. Александар, да. Знаеш како, се сеќаваш на моите спортски фудбалски... Вака, бидејќи сум гостин, гостинот има право да носи темни наочари вечерва, ја уживам. Он ја тера емисијата. Значи, спортските преноси, фудбалски... Светско 2002. Значи, почнавме од 97 со Виджи, па наваму. 98. Со Виджи, па наваму. Да. Што со те што
сите спортски новинари едно унисоно збореа. Ти врска немаш од фудбал. Да, викам, драг мој пријателе. Ама ради мене, луѓе што не гледаат фудбал, Гаси Том, пушти радио. почнаа да следат фудбал. Ајден прв пат дојде. Ми доаѓа екипа, влегуе унутра. Кој сте бе вие? Ние сме од А1 телевизија. Пази, у 103 у МРТВ. Тоа е единствено влагање на А1 телевизија да прави прилог. И викам, а ја поима немавме, ние собрани дрипци од 103, ќе се заебавам. Што е, викам, работа? Вика, ти дали сте свесни? Сега на интервјуто иде, вика, дали сте свесни, вика, каков импакт има? Дека цела Македонија ве пренесуваат по телефони од радио, бидејќи 103 беше локална, па уклучувале радиото на телефон, па тие преку спикерфон на оние панасониците со портокалово да слушаат у Гевгелија Убитола како ги правиме преносите. Оти тогаш немаше ни стриминг сервиси, ни све. Најкрво ми беше коментирањето, прво сер мававте на еден бивш водител со Шурјак и останато, а второ беше коментирањето, пошто и светски шампиони станаа 3-0 тепа во финале против Бразил, баш коментирањето на французите. И околу Карамбе, Кјумбето, Десаи, Месаи, јас се паѓа во смеење, тоа беше крваво. Заради користењето на зборот Кјумбе, кој го најдов од старите, значи зборот Кјумбе за црнец го употребувале нашите стари прадедовци. Кога доаѓале турските војски, меѓу нив имали и црномурести војници. Мало од Африка, да. Не знаеле како да ги опишат и он вика црн како Кјумбе. Некако навреда, како опис, бидејќи црна кожа, како ќе опишат. Тужба да не доби. Ме напаѓа заради тоа и тука некаде беше причината зошто успеа да ми ги прекинат преносите. Тоа е таа шарена револуција, Сорош, и од тогаш започне конфликтот. Не е политички. Туку они за да си билдаат, знаеш колку сме ние праведно општество, удрија на моите преноси. Јас имам ситуација. Кај бегаме сега со Муабетов, мислам, ја дојдов овде анализа да направам за датумот. Датумо. Да беше, знаеш како викат нашиот премиер, да беше битолченец, ќе вика датумо. Датумо. Да. Датумо. 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 Имат снемано датумо. Да, добро, тоа охриѓани се. Вечерва имаш тешка конкуренција. Цветине на каде? Алфа. Пандов е на 24 за 45 минути. Добро. Други не знам, не сум во тег, не им ги видов, за нив знам. На голи боси, гола вистина, тоа пак тоа некој беше пред 2 сати, да. Тоа пред 2 сати беше. И така, се надевам дека луѓето ќе се покајат брзо и ќе дојдат овдека, кај што правиот муабет ќе биде, или нема да дојдат, whatever. Види, јас знам од искуство една работа, значи јас имам гостувано и на други медиуми, тук-таму, и ситуацијата е вака, кога ќе гостуваш на некоја по-стерилна, да кажеме, емисија, по-формална, по-политичка, по-стегната, да кажеме, по-ненародска за разлика од твојата, да кажеме, ти се обраќаат луѓе од некаков општествен естаблишмент, администрација, и те гледа и обична раја, но факт е една работа. По двете гостувања кај тебе, јас бев контактиран со луѓе и кои ме знаат и луѓе кои не ме знаат. Значи луѓе кои најискрено не ми се ни пријатели на социјални мрежи ништо, буквално еден двајца знаеа да префрлат негативно, но огромната маса на непознати луѓе беа обични луѓе од цела Македонија, дури од странство. Тоа докажува дека де факто оваа емисија која ти ја тераш е народна емисија, која не ги сегрегира луѓето, но реакциите и однесувањето е поприродно, по-човечко. Така да тоа е комплимент за тебе. Па, ако е тоа комплимент за мене, сега е веќе комплимент за тебе, бидејќи емисијата е твоја. Ти си уредник и водител и ти ќе си ја тераш, парите се твои, све е твое. Плата, дневница, реклами, све. Превоз. Владо донеси договори и превоз. И превоз има. На Крку ще носат. Нема проблем. Воодушевен сум. Во нашава фарма и тоа, знаеш, ја обично фарма секогаш ми асоцира на Орвел, ама не сме дојдени до тоа, бидејќи ја немаме таа жичка, но имаме ние друга жичка на трвење и на лумпен фейсбук пролетаријат, каде што целиот отпор се сведува на јадење бурек, а особено од денеска и кифли, на Фейсбук. И тука е целиот отпор.
Но голема медиумска, значи не можам да кажам, на улица све си функционира. Не знам каква е тојата перцепција, друже водител, зато бидејќи он е водител, ја можам на очари вечер. Повелете. Да, благодарам. Господин Илковски. Па, еве, вечерва се надевам дека ќе ги вклучите гледачите да ми поставуваат прашања, да одговараме. Во оваа шизофрена ситуација, на оваа вулгарна лайв шоу што го имаме наречено датум, име, презиме, битисување на Македонија. Не знам, ме интересира како ти го гледаш ова и како ова ти финализира во цела ова приказна со датумов. Баш ми треба една перцепција од човек, бидејќи, знаеш што, со должна почит на сите аналитичари, посетители, знам како размислуваат. Знам кога у кафана ќе седнат више што порачуваат. Но мала земја сме и вистинска благодат е која ќе се појави личност како тебе со свеж поглед, со, знаеш, имаш малце нишка некоја. Имаш агол, добар некој кадар, фаќаш од негде, не од оние вообичаени кои веќе ни се репетитивни. Како ти ја согледуваш цела ова приказна? Дали ќе фатиш од Преспа или ќе фатиш од 91-а? Не, јас секогаш наоѓам што викаш 18 агол, така да сега и ќе почнам така. Дали ти стекнува како ја завршив, со која фраза ја завршив емисијата втората во јуни? Слушај, на 14 октомври заполнив 57 години, 58. Не, тоа беше ударна фраза. Слушај, тоа беше ударна фраза и мислам дека ти ја запомни, еве сега ќе ти ја кажам која беше. Ти ми рече после 2 сати говорење, што мислиш, Александар, дали ќе не биде да или не? И јас тргнав да зборам и ти ми рече не. Немаме време. Да или не? Ако кажев да, бев лицемер. Ако кажев не, ќе бев скептичар што не сум. И јас реков да, запирка, Господ ги чува будалите. Мислам и ти онака... И пијаните. Да. И наркоманите. Фактички ги чува безпомошните или очајните. Па добро, и тоа е точно. Ама така е. Пијаница не знае кај ќе стигне дома. Сабајле станува, лупнат, удрен вака, ама у кревете. Слушај, ако сакаш... Да. Нели, гностиците кои викаат барам доказ. Па што сакаш ти поголем доказ што Македонија и ние сме живи и постоиме. Не функционира ништо, тоталено расул, а ние обстојуваме. И тоа побаја ги време. Како викаше бившиот председател на Македонија, космодис демократија. Делува шашаво, ама функционира. Функционира. Е сега, што ќе ми кажеш? Што ќе ми кажеш? Ова е форс мажор, ова е виша сила, ова е жив доказ, неспособни сте? Да, ќе си самокритички. Ја не сум способен. Повеќето од луѓето не се способни. Не верувам дека тие 2-3% способни ја држат цела ова држава. Не ме брат. Де факто ја држат. Де факто ја држат и знаеш како, праксата моја покажа дека во системот, еве во институциите, во вона, требало време да осознам. Било која институција земја, државна земја, фирма, вона. На крај знаеш ли што се сведува? Тоа е едно лице, дали е, да кажеме, раководител, шеф, правник, не знам, некоја висока функција, не главната, менаџерската, некој втори или трет, што генерално сите му викаат дека е хиена, превара, лопов, дека мести, и тоа е намкјор, тежок овона, всушност тој ги држи. А сите другиве се хиени, само ти треба време да го приметиш тоа. А на хиените им смета што тој намкјорот ги тепа, знаеш. Вика не може ова, не можеш да си ги земеш на очарите дома, не можеш да направиш ова, не можеш тоалет хартија ако пантиш да ја ставиш у ташна да си одиш. И сега, да, тие 2-3% прават. Па види се, ти што се случува? Тебе постојано ти расте буџетот. Ние постојано викаме дека некој се сели во странство, ние постојано викаме дека нема работа, а буџетот се полни. Даноци најниски имаме, како се полни буџетот? А на крајот, кога ќе дојди Станко, Петко или Ѓоко успешен, никаме од каде пари маму му него, како од кај му пари. Секој успешен човек во Македонија е негиран од јавноста. Затоа што критериумот настана кај нас ваков. Критериумот настана. Влегуваш во политика ако си способен, со потенцијал да бидеш способен, но немаш основа, влегуваш, колеш, свесно излегуваш од политика, те снемува 5 години и после комшиите дознаваат дека фирмата, дуќанот, бутикот, шпедицијата, ово не, се твои.
Поентата што е? Што прават, што велат западњаците обично? Еве најголемите богаташи, и ти го спомнав на интервју еден македонец од Америка. Вика најтешко е вика да го направиш првиот милион. Дури еве ако играш обични игрици, има една со treasure hunt, нешто со едно прасе и со нешто овона. Првите вртења што се пута 1, пута 2, пута 3. После ако не направиш пута 20, не можеш горе да одиш. Но после експоненцијално расти. Проблемот е што кај нас еден куп способни луѓе немаат желба или немаат време да созреат во бизнис, да заработат реално пари и после да бидат успешни, де факто, нивните деца, нивните внуци. Како беше онаа песната од Queen? I want it all and I want it now. Ради I want it all, I want it now, затоа имаме путер на главата. Второ, истите тие што преку ноќ рокнали и експлодирале горе, се себични, немаат разбирање за оние доле. Де факто, многу луѓе се де факто неспособни. Стварно се неспособни, не ги бива. Ама не можеш човече да му даеш 9.000 денари или 6.000 денари или 10.000 денари. И сега, земаме пример што пре актуелна влада. Јас поддржувам ова што ги креваат нискиве плати, ама стварат еден друг проблем. Рачуне кога во една институција хигиеничарката земала 10.000. И сега имало градација на останатите плати. 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25 до 28. Ти со сила, политичка одлука, ги туркаш нискиве плати. Прво ги криеш 12, 12,5 са 14,5. Да, ама тој што има 16 нема да креваш? Тој што 18 нема да креваш? Тој може би ќе се крени во реалниот сектор. Ама што ќе се случи во јавните државни други институции предпријатија? Јас иницијално кога денес ти мене ми се јави да гостувам, искрено ти кажам, мислев прво дека ти испровоцира мојата колумна за колективни договор во сфера на култура. Затоа што тоа ми беше тази колумна баш на таа тема. Што е проблем еве? Сам си го земам како тема, нели како водител, си давам за право. Каде е основата на проблемот во културата? Сите се жалат, културните работници исто како образование е многу поголема маса на луѓе, културни работници севкупна цела држава, почнувајќи од чистачки чувари и останати до највисоки интелектуалци и учени лица, се вкупно 5000 луѓе. Тие 5000 луѓе во цела држава, дали еве општата јавност е свесна? Јас се сеќавам на еден муабет на Тони Михајловски на кажи Игор Џамбазов пред некои 20 години, кога Тони каже или Игор дека кога си дале оставка, дека во дадената ситуација земале некоја плата од 8.000 или не знам како, што за тоа време исто беше смешно. Тој кој сега да кажеш дека 5-16.000 зема. Во театрите и во сферата на изведбените уметности, значи ке музичарите ова се крена, дали општо народот е свесен како функционираат луѓето во музеите, во домовите на култура и слично. Тоа е беда, човече. Значи немаш ти луѓе кои ти одржуваат богатство, археолошко, етнолошко, историско, фолклорно и секакво, да дојде син му негов, пример еве Јанко Илковски работи да кажеме во некој музеј и е да кажеме кустос советник и неговиот син кој е дете од 20 години се вработува у кафич и вика тато со бакшиш имам поголема плата од тебе. Не е проблем што детето зема толкова плата, проблем е што таткото зема толкова плата. Твоето дете да се вработи у кафич на кеј, платата ќе му биде над 20 кусур, со се бакшиш ќе земе 25-30. Сега не е срамота ти да си интелектуалец, да го чуваш националното богатство, а да земаш помала плата од син ти. Пака малце деградирачки. Јас како синеве на интелектуалец, на научник, јас тоа ни животот сум го прошол, знаеш. И ние не сваќаме дека основата на едната држава, темелот на државата, се интелектуалците, професорите и оние кои пренесуваат знаење. Следни се, исто така исклучително битни, здравствените работници. Ние се доведовме во ситуација ради политичка сатанизација помеѓу главните партии, за да ги нападнат нив, нели, колку другиот не работи. Еве здравството, да, прво ќе го испукаш докторот, така? Па после ќе кажеш дека е министерот крив. Ние се доведовме во ситуација дури паметни учени луѓе да сметат дека е во ред да тепаш доктор. И јас со некои пријатели се скаравукам, те молам, тужи го, пријави го, значи не можеш човек кој се става на располагање тебе да ти го спаси животот, ти во моментот ти не си задоволен и ти се брза, да го натепаш, не можеш. И од 10.000 здравствени работници, еден што излудел, а секогаш ќе има, ти да го оцрнуваш цело здравство. Пее се нека се.
Не можеш да го Немаш тепаш право, докторот, така е. човече. Можеш Значи, да го- значи му ја убива желбата да те брани. Тој те брани. И на тој добриот му ја убиваш желбата. Ама ти го тепаш овој до него, овој гледа. Утре му е страв да интервенира, разбираш? И сега, јас како оти сум во таа возраст, нели, тие доцни 30 и со доктори рани 40, баш ги знам кога стануваат специјалисти, овона, пола, верувај ми, имаат не за приватно здравство, имаат желба си одат. Имаат желба се спакуваат и да си одат. Тие што беа помлади, што Тек имаше... тогаш ќе видиме кој ќе не лечи. Тек тогаш ќе има квичење. Да, Ќе има, така. оти сватете, сакам јавноста да свати, де факто, цело Косово и делумно Албанија се лечи кај нас. Тие не се будали, ако ние толку не чиниме. Тој со пари што доаѓа, ќе оди во Грција, ќе оди во Италија, оди од Албанија на фериброд ќе се качи, ќе оди. Оди види што е во клиника Жан Митрев и во Систина. Апсолутно. Цел регион е тука. Значи, тоа се тие лекари. Ама Да, ама има уште еден проблем, се јас апсолутно ги ценам и сакам двата приватни здравствени таман се сложив со тебе и сега ти одма нешто ми реагира. Не. Ако. Кој е Баш суровиот ме факт? интересира. Во ситуација кога во тие две мастодонти болници нови приватни, кој се случи проблем, на крајот тие и нив ги праќаат пак во клинички. А обратно не се случило. Беше тоа, порано. И не се случило. Добро. Беше порано, еве ти кажам. Де факто, ти имаш клиники, еве клиники имаш во Битола, плодност, имаш во Петровец она што се изгради италијанското што е на излез, значи мал милион, но ќе се доведи во ситуација да ги нема. И не само нив, помошните кадри. Во сферата на заштитата, дали знаеш дека да се заштити една слика или да се направи препарирање на животно природно-научен или да се направи конзервација на некој стар објект, дека пола од луѓето тоа што го работат се 58, 64, 72, извини, 72 години, тој треба внуци да чува. Знаеш дека нема млади кадри? И ќе ги праќаме после у Бугарија да не ги завршуваат работите. И сега, гледај кој е проблемот. И кога ќе примиш кадар според име и според ова, го примаш за едно работи друго. Кадрите се одгледуваат, професионалците во било која област од државата. Мене ме нервира кога некој ќе даде изјава, пример, битна е, не знам, одбрана и внатрешни, не е битно земјоделие, или не знам, нешто не е битно, знаеш. Се е битно, затоа постои. Тоа знаеш како ти кога во телевизор кој каже некој, кога го поправам ми остават вишок делови. Да, ти остануваат вишок делови, за еден месец ќе цркни. Дали мислиш дека некој што конструирал телевизор го правил со вишок делови? Почни од органите. Ние ќе кажеме тој го оперира, му извади, ја не знам. Ја немам слезина веќе 50 години. Супер. Значи се разбираме. Ама не е таа без функција. Не, Така? морам да се пазам од инфекции. Браво! Значи не е без функција, таа си има одредена намена, да, без нејзе ќе опстоиш, но има причина зашто не е вишок дел. Така? Е сега, она што рече генологијата на се во ова што го говориме за датумот и за се што се случува и договорот. До пред неколку години главен критериум за наше пристапување кон Атлантската алијанса НАТО и кон почеток на преговорите за Европската унија беше спорот со името. Значи нас ни кажа не еднаш. Во ред сте, терате ова, вие имате проблем, билатерален спор со вашиот јужен сосед и релаксирање на односите со источниот и западниот сосед. Добро. Што се случи во задните 3 години? Не знам, прашуваме ве јас, може би сум наивен, може би грешам. Што се случи во задните 3 години за да Запад од нас, знаеш што ни каже? Тоа што го решивте името и ова алалдави, ама тоа не е единствен критериум. Сега се доведува две работи. Или нас некој не лажел, си играл, што викаше баба ми шукшуле со нас, или некои работи што порано не биле issue, не биле проблем, сега се. Да видиме дали е така. На крајот на криштата, јас колку што знам, цело време, нас така ни се потенцираше, дека и ние имаме проблем со службениот назив на името. Јас, колку што знам за себе, ќе му дам сега шанса на гостинот, јас колку што знам, а може би грешам, ние цело време преговаравме за промена
нашето име за официјална употреба. Кога стана за уставно име? Кога стана да дискутираме за јазик? Кога стана да дискутираме дека сме народ од јужната словенска група на народи, со звездичка? Кога стана коса црта да бидеме македонец, коса црта граѓани на Северна Македонија? Кога стигна да кажуваме кои се наши херои или не се? Извини бе, брат. Значи, таму и кај што немавме проблем, ние дозволивме се отворат. И се шо правиме? Шо правиме? Драги гледачи, Александар Ристевски е уредник и водител и наследник на Јади Бурек. Ова е негов, јас тука сум само да пуштам некој клипче и евентуално ако ме праша нешто да одговорам. Твое мислење околу ова последнава моја констатација, дека порано, како што реков, порано проблемот нели беше билатералниот спор со нашиот јужен сосед. Како сега се испостави после решавање на сите проблеми, дури тие кои ги немаше, затоа што се сеќавам дека еден политичар, подпредседател од опозицијската на ВМРО ДПМН Николовски, рече, вели да им даевме бел лист хартија, вака, ја им кажеме на грците, бујрум, пиши шо сакаш да направиме. Така, кај тебе го кажа? Да им даеме бел лист хартија, пишете шо сакате и ние тоа ќе осмениме. Он вели, јас бев убеден дека ќе пишеа помалце ствари. И уште една работа што е интересна, не знам дали ќе се сложиш, баш чепкав по интернет и искочи дека пред година и пол он рече една работа дека баш вице-премиерот кој ја тера евроинтеграцијата дека го успорува нашиот напредок за да влегуваме во пакет со некој друг. А баш ради тоа сега што се дискутира влегување на наш во пакет со нашиот западен сосед Република Албанија, дека очигледно за некои држави тоа е проблем. Но не заборави за да се доискажеш, не заборави дека реко, ако Македонија влезе, Албанија не влезе, Македонија добие датум, Албанија не добие, ќе биде многу лошо. Значи закани со војна. Види, тоа е уцена на терен. Значи од една страна можеме да се сомневаме на мито и корупција дека наши политичари биле корумпирани за да им одиграат во корист на другиве, нели? А инаку има една добра друга реченица, може тука вика, мислам дека од Франција дојде баш која се најави, веќе која се наслути дека ќе рече но, нон пасаран. Реченицата е Европа не е спремна да прими земја која е во залог на десетина фамилии. Да. Имаш ли такво чувство дека Македонија неколку фамилии ја водат и ја палат и гасат и така натаму? Па не знам дали се фамилии, кланови дефинитивно се. И ние, види, ќе свртам вака инаку работата. Дали не знаеш... ти се влага у тоа. Океј, Не, ја вака као гостин да те наслучам на следново. Кажи ми, кој со која памет поверува дека ние ќе влеземе во Европска Унија? Еве кажи ми, и од позиција и од опозиција. До пред неколку години не секој, дете на улица знаеше, ние во ЕУ нема да влеземе, нема ни да не примат. И тоа ни беше на сите јасно. Кога тој природбенички чин настана и сите наивни, пази сега, ја истата критика не ми е само до власт, и до овие сега што викат кај е датум. Чекај бе, до пред 2 години сите знаевме дека немаме шанси. Од каде се просветливте дека ние ќе влеземе во Европска Унија, дека ќе добиеме датум? Кога историски сигнал сме го имале за такво нешто? Еве кажи ми, јас сум 20 години у овој fucking етер, никогаш не сум почувствувал од ниеден политик, од ниедна анализа, од ниедна вест, да, дека ние ќе правиме реформи, да, дека ќе влеземе во НАТО, да, дека ќе влеземе во светски организации, ова, она, ваму, таму. Ама еу, но шансон. И сега одеднаш, природа, кај е датумот? Јас стварно не знам. Еве, ќе ми простиш на мојата наивност и на мојот цинизам за се во ова. Ја вечерва се надевам дека ќе ги отвориш телефоните да разговараш и со гледачиве на темава, затоа што од сосема поинаков агол ние го гледаме како овие сега, нели, бидејќи знаеш како ќе биде на другиве телевизии. Владата педери,
на провладините ќе биде, опозицијата Е крива педери, за се, да. и опозицијата е крива, владата е крива. Нонсенсе. Од каде овој муаве? Сега дозволи ми само едно ќе ти кажам. Повели. 2007 година, наша ТВ, Добро. само што започнавме. Значи пред Букурешт да се случи. Една година пред тоа, да. Букуреш 2008. И одма после тоа се март. 6 месеци пред тоа и така натаму. Есента пред нова година 2008, добро. Ми доаѓа двајца момци, вака пицнати, у сакоа, со скапи кожни папки на состанок, може ли да се видиме, во телевизија, без најава. Ајде, викам, окей, ова е жива вистина. Јас сум го кажал 100 пати, ама, знаеш како, народот слуша она што сака да чуе. Што му одговара? Што му одговара? Бидејќи луѓето неќат вистина, но луѓето сакаат да се во право. Да не се лажеме. Сакаат да се надеваат. Надежта е убава работа. Не се. И јас седнувам збунет и почнуваат, ја не знам од каде почна како муабетот, многу ми е во магла сето тоа, као да имаше некоја чудна енергија, и они ми беа некако како не од тука. А наши македонци? Значи, македонски ми збореа, млади момци, ја не знам дали беа од Македонија. Никогаш у живот не ги сретнав. Личеа повеќе на без наочари, насмеани, али беа онака како агентите од Матрикс. Добро. Мистер Андерсон. Да. Буквално така, и ми отвор. Како сте ово, она? Викам, добро, ја се спремам за емисија, што можам да ми поведам? Па вика да поразговараме малку. Што да поразговараме? Па еве за некои работи и така натаму. И прв пат ми се случи, ја такво нешто не ми се случи у живот, пред да почнат да зборат, ги загледувам во реверот. 2 златни значки. Добро. Златните значки беа шестар со, знаеш што? Масонски знакчиња. Масонски, ама најмасонски. Ја викам, се извинувам пред да почнеме. Да, вика, драго, ние ова не го носиме јавно, го ставивме ради те. Све со насмевка, све со љубезно. Нема језа во целата работа. Они отворено, како представници од масонска ложа, дојдоа со мене да направат муабет и да ми кажат некои работи. Добро, што сакате да ми кажете? Да сума сумарум, бидејќи не можам да се сетам што све зборевме, ја не му придадов значење у момент. Они ми, бидејќи имав најава, нели требаше Груевски да се врати, па од нели да иде за Букуреш, па се подготвував за тоа интервју, бидејќи тука беше за некој месец и ја бе фокусиран на народот само за тоа, дали ќе не примат у НАТО. У НАТО беше, нели? Да, у Букуреш. Тогаш прими Албанија и кажи го Хрватска. И ова се трите заклучока. Македонија ќе влезе во НАТО. Македонија ќе го смени името. Македонија ќе добие статус на Панама. Значи, како Панама ќе биде, протекторат американски и така натаму. И никогаш нема да влеземе во Европска унија. Ја викам, зашто ми го кажувате ова? Вика, за да го знаеш, вика. Па што ако јас го знам? Ја ова нема да го пренесам на други. Вика, не ни очекуваме. Ние сакавме само тебе да те информираме. Ти што ќе правиш со тоа, со себе ваше. Терай. А што сум ја па битен ова да ми го... Зашто не ги кажете на политичарите? Вика, ти си битна личност. Сега, знаеш, мене од временска дистанца, ја тогаш, ја битна личност, ама кој ќе ми текне дека немаше друга слична емисија во тоа време, и стварно беше влијателно, и тоа беше гледано. Не се, ја тоа го одма го издадов. Викам, вака и вака, вечерва ми дојдо, така и така, и ти, ово, она, мамо, таму. Му го кажам, на секој политичар што ми дошол овдека, му го кажам. Будало се направи. Значи, ја ги разбирам нив. Од Јанко да земеш информација, па тоа е понижење, бе, Јанко свиња дебела, јаде буре, вика, што дебела, јаде гумнат, појма нема у живот. Што па него ќе го слушам. Ја слушам, Брисел ми се јаво е ово, она, ваму и таму. И ја не патам од комплекси. И рационално ми е. Ја сега тоа да ти го речам, ја не, супер, све, али ја се сретнав со Хан, ја се сретнав, ме викна у амбасада, ми кажа, немој ти мене сега да ми ја... И еве ме сега, колку години, значи, буквално, значи, не сум бил паметниот. Јас само сум добил информација, за разлика од мои колеги, кои се чаламат, нели, си го продолжуваат половиот орган, ментално.
колку биле битни и што ти ја знам. Јас сум крајно небитен, но јас сум гласен. И буквално ја не испаднав управо, испаднаа тие управо што ми ја пратија информацијата. Еве не денеска ние сме на тоа. И ние, ја те тврдам, утре да го добиевме датумот, никогаш, тоа е моето чувство, ја не е базирано на никаква анализа, рационална, историска, математичка, ја не се ни трудам, јас сум површен човек, ама сум интуитивен. Јас колку што знам, Турција има датум 85-та добија, така. Не, озбилно. Не знам. 85-та. Така? Да, они се членко НАТО цело време. А така ли? Да, датум 85-та има добиено. За европска, за почнување преговори. Да. Одлично. Значи, фала ти што ми ги потврдува зборовите. 85-та. Значи, ова е мојата тирада која вечерва само сакав да ја кажам, како шлагворд на вечерашна емисија, бидејќи ти си водител, ја можам да ставам. Леле, ова е рад. А убаво е, а? Види, 200.000 лукса има овде, како да си на површина на сонце. Луѓе не знаат што значи да гориш секоја вечер на ова. Знаеш што плачам за темни наочари, од бонтон не смеам да ги носам. Да, луѓе што не застанале, еве сега да публикат им кажам, луѓе што не застанале на театарска сцена, вака пред камери, немаат представа, како е со рефлекториве. Да, мислиш дека можеш да сликаш па да го објавиш? Да. Горна камера ќе покаже. Да. Значи, навистина е интензивно и треба стварно да си искулиран или да. Ова се 3, сега рачунете колку имам овде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 вакви имам. На раздалеченост од 2,5 до 3 метри од нас. Да. И тоа, пази, ова е ладно светло. Ладно. А ти тврдам, Порано да се останеме 4 до 5 часа, ќе поцрниме. Велиш? Фајке се? Значи, не може, пак е светлина. Да. Пак се фотони. Влие, Пак се фотони. Што сот меѓу она е што овде нема инфрацрвено. Овде е отстран, ама не може да го нема. Ова пак да го допреш, топло е. Ја осеќаш топлина. Да. Значи пак има некоја само помала количина. Да се навратиме на иницијалниот муабет. Да се вратиме на иницијалниот муабет, со кој памет, кој поверува и од позиција и од опозиција дека ние имаме европска перспектива. Да, судство, реформи и така натаму и така на. Ние, полноправна земја членка, нема да станеме. Тоа е моето. Јас ако имаш можност, од време на време тие колумни што ги пишувам во задниве 9-10, да се ми живи здрав. Задниве 9-10 месеци, без оглед која тема ќе ја зафатам, дали е култура, образование, здравство, политички систем, локална самоуправа или било што, цело време, па и пред одредени политичари кои ги знам, кои ќе седнеме тет-а-тет да разговараме, јас си викам, не е главен проблем ни инфраструктура, ни ова, него е негативната селекција. Значи, се поаѓа од човечкиот фактор и од внатре структурата со капацитет. Зошто? Имаш студиска група, студираат 20 студенти. Имаш двајца гикови кои се научници, и тие ќе бидат научници, од нив не очекувај да бидат професионалци, но тие научници треба да бидат во научна установа. Имаш двајца солидни и тие треба да ги менаџираш, да ги хендлаш, да ги растиш. Имаш уште еден двајца добри. Другите се таму за да земат диплома. Тие што се таму да земат диплома, треба да ги пласираш на пониско ниво или да се снајдат дури во друга дејност или да се пробат сами во приватен сектор, ако самата дејност на образованието кој го завршиле има приватна сектор. Втора работа. За мене е нереална уна, кога слушавме на времето пред 20 години Циле со Тајван кој ни кажуваше, во Тајван има факултет завршено 92% од народот. Да, точно, ама и тие со факултет во Тајван завршени, пола од нив во фабрика работат електроника. Прават чипови овона. Нема мислиш дека се сите во администрација, во канцеларија и менаџери. Не, сите се у производство. Thank you very much. Така тие успеа како држава. Значи ти не го гледаš системот на образование. Истото е со Кина денеска. Кина произведува на дневна основа илјадници инженери. Ниеден од нив не останува канцелар. 90% стојат на ред и чекаат у Exxon да како се викаше, iPhone што ги прави, ова фабриката iPhone, сите телефони, заборив. Huawei? Не, фабриката таа кај што ги монтира. Да, кинеска, добро. Значи, таа вака фургони, високи... И гледај се во каква иронија ние, до каква квар системски настанав. Добро. Јас се сеќам пред 20 години, каде девојчињата беше фенсија студираат педагошка. Се што беше женско сакаше на педагошка да влезе. Така. Ама се, човече. Така. Значи, знаеш што се случуваше? Имаше пута 3 пута 4 пријавени на педагошка во Скопје се запишат. После дојде една фама,
за правени економски. Се потепаа на правени економски. На новинарство пред 15 години. 50, 60, 70 души, 100 души. Политички науки, лудило. Ја викам, луѓе, што ќе правите со политички науки? После дојде на фама на филозофски науките. Историчари, етнолози, археолози, социолози. Да ги ринеш, човече. Запишува ко луди. Каде е проблемот цело време? Сега сите сакат на финки да студираат и на машински. И се ќе стигне, или ТМФ, ќе стигне прва, втора година на факултет, државата не чини ово не. Ти мораш да имаш правилна селекција и да ги одгледуваш од мали децата, да го насочиш во прав правец. Втора работа, кога ќе стигне до одредено ниво, тие што за капацитет и квалитет, мора да имаш headhunting. Јас, вечерва сакам да искористам шансата дополнително да ги испромовирам. Јас да се пофалам, пред 17 години бев оснивач на една според мене од најдобрите студентски организации, независни, тој БЕСТ, Бор на европски студенти по технологија. Вечерва Бестовци имаат состанок, јас сум многу горд на нив, јас сум првиот подпредседател во таа организација и еден од оснивачите и еден од луѓето кои го пишува. Како се вика? БЕСТ, Бор на европски студенти по технологија. Се наоѓа во бараките на електрофакултет, сегашен Финки, и таму секогаш имало прекрасни деца. Таа организација придонела до сега, во задниве 17 години, преку 4000 студенти отидат во странство, на стручни семинари. Секоја година, меѓу другото, пошто е познат БЕСТ? БЕСТ е познат со тоа што од 2004, од 2004 тоа што од војска дојдов, од 2004 организира сајм за вработување, така наречен Job Fair. Тоа е европски, тоа е нешто што ние го превзедовме од германците, од Бондинг, значи учиме од компаниите кои имаат потреба од високостручен кадар, Браво, стават штандови и директно разговараат со луѓето што им се нуди како се нуди. Браво, а БЕСТ собира база на податоци, ги анимира студентите, значи е хедхантер на лице место. Ти си ми колега, викам... Да не иде онлайн, туку човечки да се сретне со представник од компанијата, семинар, да поразговараш, дојди, рударски инженер, имаме, таму и таму, тоа и тоа, толку и сега, плата, пази се а што ова како, тоа така, да не биде све онлайн напишано и човек тоа ќе го свати. И сега ќе ти кажам, јас сум особено горд да тие бестовци со кои ние бевме другари, сега имаме човек кој работи во Романија, двајца во Романија, има еден кој работи во Полска, еден работи во Холандија. Ти избегав од кадар, се спуштив, добро. Значи, тоа се луѓе кои, благодарение на самата активност во таа студентска организација, успеа да направат кариера, благодарение на тој хедхантинг кој се случи. Океј, што е поентава на муавето со нашиот влез во Европска Унија? Спојми ги сега жичкиве, пошто не разбирам. Еве се ја склопуваме приказната, значи кружиме, доаѓаме се. Во сите мои колумни јас им кажувам една работа. Европа, знаеш кога ќе те сака? Дури да не те сака, дури да нема желба да бидиш дел од нивната журка, Европа ќе те сака кога ќе бидиш само одржлив. Секој сака способен човек. Знаеш која земја не е во Европска Унија? Што се случува? Се заигравте вие. Не бе, живе ти прави си муабе што ти е гајле. Ние сме техничари, јас сум техничар. Камера да не за лампата ти беше страв да не ја превртам? Да, добро. Требаше сир да фатиме, зошто да не? Знаеш ли која? Камо сменихме му кадар? Добро. Да видиме, да вака. Така е топ. Шубо. Чекај, да ти е мило да соблечеш кондурите искри од петиците да летаат. Джанфранко. Зола. Да. Може ли да ти кажам која држава не е во Европска Унија? Имаше страшна криза и пак не влезе во Европска Унија. Исланд. Имаше криза кај што им се растури цел систем пред 90 години. Имаше. Стана очени, дури аплицира, рекоа сакаме во Европска Унија. Седна, си ја решија државата, за година две рекоа уживај, не мора, не влагаме, добре вака. Исланд како држава функционира. Исланд е еднонационална држава. Јапонија е еднонационална држава. Тајван е еднонационална држава. Кажи ми, која држава мултикултурна успеала да крене глава? Ти погледни што се случува во Естонија. Естонија е мултикултурна? 40% Руси има, исто и Латвија. Да не речам мисти што се. Па не се. Ова е угаро-финска група на народи, естонците се мање више источни финци, имаат јазик кој живот да ти зависи нема да ги разбереш. Имав бивша женска естонка, појма немам. Единствено научив да кажувам на естонски нојки. Тоа е
Не, Така да врска нема значи, со Русија. мултикултурализмот кај што се појави, заработите да ги исхендла, како што е во Италија. Значи, повеќе религии, повеќе култури, од паганство, ислам, христијанство, католицизам и секакво. Значи, што сакаш на Балкан, сакаш во Италија, сакаш во Шпанија, тој им носи големи проблеми. Земите на кои се восхитуваме, генерално не се занимаваат со меѓуетнички проблеми, со религиски. Ние со тоа губиме време. Дали имаме попис, дали јазикот, дали ова. Јапонецот нема проблем и после ќе пуштаме клипови, види ги како го решиле патот. Имам и за тоа коментар. Ви како човек кој е растен во по мултинационална, мултиетничка средина, чаир не може да има. Не го спуштај на база. Не го спуштам, слушај. Значи, проблемот е горе, кога се прават веќе делови меѓу политичарите заради овој, заради миру куќа, заради затоа што овој му се заканил, додека ние луѓето многу добро си функционираме. Роми, албанци, македонци, срби, нема проблем. Не е баш така. Слушај ме. Меѓу нас. Не, слушај ме. На друго место е проблем. Проблемот е со неискреноста со одење на терен. Таа неискреност предизвика некој да нуди 300 пилоти у село. Па на крајот не биле 300 пилоти, 300 пилот проекти биле. Тоа село 2 проекта, нема не 300. Извини, поверојатно ми е 300 пилоти одошто 300 пилот проекти. Да ти кажам. Јас знам дека 300 пилот проекти на цела Македонија немаш. немаш. Слушаме. Во тоа село ветувањето на избори беше канализација. Јас памтам дека дилот беше да тепаме имате канализација. Јас не гледам дека имаат канализација. Крај на муаветот. Значи, еден проект е тоа канализација. Колку кошта? 300.000, 500.000, 2 милиона? Кај е канализацијата? Крај на муавет. Тоа е првиот муавет. Вториот муавет. Кога политичарите, без оглед дали застапуваат една етничка заедница, повеќе, па се делат коалицијски партнери, вака, онака, верување на едни, верување на други, проблемот настанува една работа. Политичарот што застапува другата етничка заедница, кон оние другите, кои да се, треба да отиде и да излези пред нив и да каже: слушајте, вашиот политички лидер... Џони, 9 са. Ај, за некоја минута пауза, само да ти отиде само на колумната твоја, не фативме на темава. Ти си крив. Јас сум крив. Само да ја довршам мислава. Мислава и нели одиме во паузата планирана кај тебе што е. Значи, не ми прави драми. Значи, прашањето до политичкиот лидер на тој коалицијски партнер кој влечи легитимитет од гласачите, кој ги влечи на избори, е една работа. Дали ти е идејата и концептот да ја подобриш својата средина кај што живееш, дали ти е идејата права, јазик, било што, или ти е идејата сецесионизам. Ако ти е идејата сецесионизам, тогаш џабе правиме, хендламе било што. Дај да се договориме. Ти збориш дека со виши планови се нашите политичари или све вети само да добиеш на избори. Ти сакаш да ме убедиш во големи интелектуални заговорни моќи на нашите овие, ќе правиме сецесионизам, ќе правиме овака, руско влијание, американско, марсовско влијание. Не бе, брат, многу едноставно. Тоа го има во високата политика. Проблемот е, само да завршам и да финиширам пред да одиме со пауза. Проблемот е, нема да одиме напред, се додека обичниот народ, Трајче, Блерим, Фатмир, Ѓоко, не свати една работа. Политичкиот систем и добар дел, или дел од политичарите, се корумпирани, пресметливи или такви какви што се, затоа што ти си. Што сакам да кажам? Трајче вели, сакам средена држава, сакам закон, сакам ред, ама за да ја бутне керка му, спремен е да дај 3000 евра. Па тој корумпира, човече. За да направи куќа, спремен е да ја гради на диво, па да се искочат сите на улица и да каже: не ми ја чепкајте куќата. Брат, ако дојде за руч, ти знаеш како е законот. Значи, се потекнува од нас. Се потекнува од 100 грама кафе кога носиш за фала на шалтер. Крај. Тоа нигде у свет го нема. А зошто му дам 100 грама? Па тоа е мито. А кај нас е добро утро. На лекарот да му однесеш фала. Нема фала, он земал фала, за фала земал плата. И ако не однесеш, љуте. Дури и да не е љут, ние не можеме да излеземе. Ако на мало ти 100 грама кафе е 0,2% од твојот буџет, 0,2% политичарот горе
Тоа се неговите 2 милиона на кои... Така значи, исто сме корумпирани. И политичарите горе, и ние доле. Значи, И сега, правиме... што има врска ова со нашиот прием од НАТО? Германија вика, ние треба да влеземе и да добиеме датум. Франција вика не. Сега на кого ќе се основа? Или се ова е шарада? Германија као вика, еве, ви ветивме, нели, ја дојдов, Меркел, сменете го името, условие за да добиете датум за преговори, извините, шалили смо се. Ти дадов саат време, како уредник и водител, и Може ти да ви... ја тереше само за тоа, ама не ја теравме за темава. Очигледно нема да имаме јавување на гледачи, бидејќи не знам колку време ќе ти треба за да го дообјасниш овој момент во целава работа. Дали колумните твои сега си ги дообјасни она што ти лежеше? Тоа ме интересира. Да, во основа поентата која е? Целиот наш неприем, јас не мислам дека е случаен. Затоа што во моментот кога ти си сфрустриран, немаш можност за работа и оперативност кон Европа и кон остатокот од светот, бараш решение. Решенијата ги наоѓаш како? Со само продажба на идентитетот. Се декларираш, а мислиш дека нема наплатата да дојди, се декларираш Хрват ради бабати, се декларираш како, не знам, Пољак ради тоа што дедо ти се родил таму па бил дете бегалец. Како бугарин, за Како да можеш бугарин. пасаш да земеш да идеш да работиш во Европа? И кога ќе дојде фактографијата на Западот, вика, па чекај, овие не знаат кај тераат. Баш поради тоа, тебе некој ти го обсипува јазикот. Ние имавме лекторати на македонски јазик, во задниве 20 години пола ги затворивме. Дел од идентитетот е тој кодифициран, унифициран јазик. Имаше закон каде што фирмите мораше да бидат на А македонски. Европа зар не гледа нас што правиме со јазикот, со ова или со она? Не, таа вика, вие сте несериозни. Јас ти кажав исто како што ти ми ја кажа она тајната. Како може да е несериозна промена на име? Не се случило во историја држава да смени име заради некаков услов да влезе во институции. Александар, Услов не, иначе си ги менувале. си ги менувале по своја воја. Ја викам, нема проблем ние да се викаме Северна Македонија, ама без притисок ние да Морам се само договориме на гледачиве и да им тоа кажам- да го направиме. на гледачиве- Затоа што ние бевме Слушай. Федеративна Република Македонија, бевме Народна- Социјалистичка Федеративна, Народна бевме република. Народна Република Македонија, станавме Република Македонија, утре можеме и северозападна да бидеме, Централно-Балканска Република Македонија. Балканска, ама тоа е наша одлука, ние го донесовме тоа. Така, и со акламација. Или комунистичка партија не притисна, па си ќутевме и викавме така е Народна Република Македонија. Мене ме иритира што дел од пратениците кои имаше, буквално да ми поизвинат гледачите на Со поштење на софрата. да ги фатија за скротумот кој има, кој нема, и за да тие нивните валкани задници ги оправдаат, за да ради одредени недоследности што ги правеле за да не одат апсана, ќе се договориме. Ти немаш право да се договориш, човече. На крајот на криштата, тие, избеглиците, тие на избори излегоа, па и овие другите рекоа, како беше, моето семејство, моите деца, мојата чест. Чекај бе, човече, вие кога излеговте на избори, никој од вас, ни тие 49, ни овие дополнителниве 20 од етничката заедница, ни овие 8 пребегани, ни оние коалиционите, никој не излезе, рекоа да ќе го решиме проблемот. Рекоа. Да, рекоа дека ќе преговараат. Да, рекоа за 6 месеци. Никој не рече дека ова ќе го направат на овој начин. На крајот на криштата, извртувањето и шамарот кој го добија на референдумот е факт и глас на... Ти не можеш да кажеш 95% беа за. Тебе ти е цензус 1.100.000. Тебе ти излегува 600 и нешто илјади, од кои 100.000 беа оние што гласа на 4 секунди. Зашто има и кривични. Значи, еве и пола милион да се на твоја страна. Човече, тебе де факто имаш 2 милиона народ. Ти со 500.000 на твоја страна. А другите, и вика, со тоа што бойкотиравте, вика, ако излезевте да гласате, ќе бевте гарант 460, да кажеме, ние со 500 ќе ве тепавме. Луѓе, не е баш така. Ти во Канада имаше 49% за отцепување на Квебек. Ти во Британија имаше со 57% искачање од Европска Унија. Ти имаш проблем во таа држава. Сега они дури да излезат од Европска Унија, ти имаат внатрешен конфликт сега, оти бројките внатрешно се сменети. Сега само 35 или 40% поддржуваат Брекзит. Значи, се што е тесно, се што не е не со целосен консензус, ти немаш цел народ да го... Да, но така е. Значи, се што е тесно, а
а е екстремно во ставовите. И ако едното нас владее за малку, ти имаш проблем. Ти мора да ја спуштиш топката или да направиш компромис. И јас сваќам дека геостратешки и на Западот и на Соединетите Американски држави има интерес да ова парче земја влезе. Но ако им беше интерес, тоа ќе се завршеше 2008. И ништо од ова немаше да го имаме. Ама тогаш што има? Тогаш некој блок стави. Добро? После тоа, ние тужевме. Ти ќе поверуваш дека една државичка како Грција може да се конфронтира со една Америка, со една Германија, со една Не знам дали со памтиш, сите не знам НАТО дали земји. Чекај, окей. Не знам дали памтиш дека тој политички субјект кој кажа не, после тоа го снема. Александар Бабулево толку ми држи. Ја ти Драги- емисија ја морам до тоалет. Значи, драги гледачи, останете на фреквенцијата на телевизија Сонце. Да, уште не сум и шлифуван. Останете на фреквенцијата на телевизија Сонце, одиме со кратка економско-пропагандна програма и информации од нашите комитенти, пошто се враќаме повторно назад во студиото. Уживајте. Драги гледачи, назад сме во студиото на ТВ Сонце. Продолжуваме со вториот дел од емисијата Јади бурек, вечерва со Александар Истевски и мојот уважен гостин Јанко Илковски. Yeah. You know, very good TV show. Excellent. How yes no? Very good. Thank you very much. Убаво ја тераш и да ти кажам, око не би ми трепнало кога би имал доволно пари да откупиш и да идам у пенсија. Ако можеш Собери нешто. I'm too tired for this shit. Не, така зборам, ама стварно ја не знам што друго да правам, искрено ти кажам, се надам дека ако ништо друго, дека ќе балдисам и ќе клапнам пред камери. Јас тебе ти предвидувам кариера како оној што беше на CNN, Лари Кинг. Лари Кинг тераше, разликата меѓу тебе Лари Кинг мислам дека беше 6 или 7 жени, ти со Лида тераш, нели, цело време. Јас сум Доналд Трамп, една жена и пријатна. Не, Доналд Трамп 3 има. Една. Трета му е. Една. Не, дотична. Една, не постои друга. Да, имаш ама Доналд имаше 2 претходно, али да си жив и здрав. Ама не знаеш ни ја колку си имал претходно. Сопруги? Не знам, не сум во текст стварно, да. Па и јас сум од модерните. Свака час. Добро. Да. Значи, Колери Кинг ти дока 80 да тераш и од 80 до денес, Лери Кинг колку е скоро 90, тоаш да кулираш и да продаш памет во други емисии. До 80 мислам дека ќе издржиш. Ништо не, стварно мислев дека за датумот ќе речеме. Ајде бе. Да ти кажам клучната приказна за Лари Кинг. Лари Кинг ми е стварно идол за оваа работа, иако и Рей Кокс од MTV Most Wanted, тоа не можеш да се сетиш, али изгуглај. Да, добро. Да, знам. Ќе ти текне. Но Лари Кинг има една работа, што он беше радиоводител, па стана ТВ водител. Така да исто и јас така бев. Века, водев програми во живо навечер, века во Њујорк и века зборам, а има таков длабок баршунат глас. Larry King. Yeah, онака. Good evening, ladies and gentlemen. Now we play some blues music from the latest record. И звони телефонот. Брнк, ја века става. Века, listen honey, сама сум дома. Дојди, стварно сакам да водам љубов со тебе. Вика, тоа беа 70 години. Толку им требаш. Не ти треба повеќе. И ја вика, каде живееш? Вика, рачунам дека е тоа 4 згради од местото кај што сум. И вака правам, дека ќе ми треба до таму 5 минути, барем 15 до 20 минути да водам љубов и уште 5 минути да се вратам. Ја барам најдолгата плоча, бидејќи на плочи беше, немавме ленташи, с кои траеа толку, ја наоѓам најдолгата плоча што може да биде. Тоа некој блуз. 70 минути, 6 минути. Та страна не можеше да биде подолго 40 до 43 минути. Добро. Long play. И ја ставам.
Трчам, вика, задишам, доаѓам на незина адреса, отварам, ја слушам музиката од радиото мое. Што се ми пушти? Она отвара у прозирна спавачица, една раскошна, убава, Очијани. градите, све, вика, вака, целата насмејана. И знаеме, вика, готово, нема што да збориме, вика. Она ме викна да водам љубов, ја, вика, спремен да водиме љубов, и вика, ме фаќа за рака, ме потегнува. Вика, јас се викам Кевин. Не, нема ништо перверзија. 70-ти години, Да. ова е фрилав, уште се хипици. И вика, се гушнуваме, се залапуваме, легнуваме и ја слушам песната. Да речеме, hit the road, Jack, hit the road, Jack, hit the road, Jack, hit the Заглавува road, плочата. Jack. Заглавува плочата. А вика, работи за приватно радио, нема што, вика, изрипување, трчање назад, за да не изгубам работата. Ја мести пак. Ја местиш пак, ја барав, вика, после работа, не ми отвори. И тоа беше она, вика, шанса once in a lifetime. На страна, ова е анегдота, може би негова, може би моја, не знам. Сакам да кажам дека ми беше идол за една работа. А тоа е немногу што ми замеруваат колегите новинари. Дека сум глуп, дека сум необразован, дека не знам. Мојата школа е Лари Кинг. А што е школата на Лари Кинг? Дека always ask why. Секогаш прашај зошто, дури и да го знаеш одговор. Кај нас, новинарите, Драгата Оливера, она е, не знам, мастадонт на новинарството, барем така прифатам. 20 кусур години Така, кариера, да. пола саат кај незе, 20 минути она ќе ти одржи лекција, па ти 10 минути дал ќе се согласиш со незе. Тој е незиниот стил. Мојот стил е да не бидам попаметен од тебе, да бидам поглуп од тебе, да бидам помалку информиран од тебе и да прашувам, а зошто? Ask why. Тоа е Лари Кинг. И ја мислам дека тоа е основата да на некоја долговечност и долготрајност. Да не ја образложувам повеќе. Мислам дека Јас е само тоа ќе ти клучна работа за да извлече што е можно повеќе од човекот за публиката да дознае што он мисли и зошто така мисли. Апсолутно се согласувам. Иначе да ти кажам, јас имам два идола кај американските, нели, водители и хостови. Едниот е цел живот радиоводител, иако стана звезда медиумска јавна, тој е Хауард Стерн. Бог, скандалозен максимално. Сите исто така го прават прост, глуп и секаков. Човекот е едноставно гениален и кога го гледав биографскиот филм, јас сватив зошто така станал. Затоа што едноставно имал клик и сватил дека ако е таков срамежлив, укопан и се не пре ништо, еднаш клип се превраќа човекот и станува гениален. Знаеш кога е експлодиран? Со кој штос? Еве сега, например, да ги прашам гледачите. Познат, значи, дополни го името. Познат јапонски режисер Осава. И сега, тоа е опклада дека ќе ги натерам гледачите да кажат безобразен збор у емисија. Да. И сега, што ќе кажеш ти? Акира Куросава. Трите букви за да го... И он Да. тој им го прави со дик. Да. И се јавуваат. Овие собствениците полудуваат. Вториот кој го сакам, ноќен водител, е Шкот, кој водеше Late Night, што обично никој не го гледа, тој е во 12:30, тој е гениалниот Крейг Фергусон. Крейг Фергусон ден денес е YouTube бог, веќе не води, веќе 3-4 години колку што памтам. Крейг Фергусон е познат на YouTube по клиповите каде што има женски гости. Значи со машките гости е интересно, но со женските глумици, водителки, било што, Крейг Фергусон е бог благодарение на неговото флертување. Човече, јас имам гледано клипови од Крейг Фергусон, каде што има глумици познати, ова натерано до ниво да не знаат кај тераат. Значи, ќе ти пратам клипови. Као ја и ти со интервју. Добро, нема сексуална тензија кај на твој интервју. Дали знаеш колку е саат? Не знам, 9:30. Немаме јавување. За 15 минути ја затвараме емисијата. Ајде, дали има гледачи? А нема.
Нема ни телефони. Значи сега откако ќе ги објавиме, прво треба да е експликација една за темата. Па треба да ги објавиме телефоните. Еве, одма ти сечам за темата. Еве информација добиена, потребно е до 4 до 5 минути за да народот почне да врти заради доцнењето на сигналот. Има спремни луѓе да вртат. Слушај се. Ај, стај ги телефоните. Ајде, кој сака нека се јави слободно. Ќе правиме муабет за денешното не. Еве ти информација која ми стигна од битен пријател. Значи, тема е денешното не. Вели, кажа Макрон, готово, нема датум. Макарон кажа нема датум. Инаку само да преска тргнува ти кажам пред да отидеме пауза, гледав во живо вклучување околу 17 часот, говореа Хан и нашиот премиер на државата и праша македонски новинари и дојде албанска новинарка. И албанската новинарка вели вака. Што го прашува? Господине Хан, соглед дека Македонија направи Шоку Хан. Соглед дека Македонија направи тоа, ваки вака, а соглед дека Албанија има други проблеми, а ги нема направено. Дали тоа значи дека Албанија треба да си го смени името? Плаче во цмеење. Тонч. Хан не знаеше што да качи, вика Албанија е прекрасна земја, но она има други проблеми. Нема потреба, има прекрасно име, може да си го задржи. Пази, ниеден македонски новинар не направи ваков тонч. Тончот го направи новинарка од Албанија. Браво. Сакам да ја поздравам новинарката од Албанија за сеирот при конференцијата во Брисел. Секоја чест. Браво. Бе воодушевен. Океј. Телефоните се дадени. Ти ми излезе од кадар. Малце со камера ќе треба да коригираме. Добро. Тука сум. Се сврте, малце мора да го расшириш. Ми излезе два пати од кадар. Па крупен сум, не можам да го контролирам. Да. How you doing? How you doing? Do you do? Добро. Тут исторум ту. Да. Прашај си сега режија дали имаш некој на линија? Режија дали имаме некого на линија? Немаме. Би ги повикал гледачите на вечерашната емисија. По урлањето слушам дека ДБК и УБК дошле на реализација на емисијава. Се надевам дека некој од гледачите, значи ги отвараме линиите на вечерашната емисија, се надеваме дека ќе поразговараме. Чекај бе, види, how yes no. Се надевам дека на кратко барем ќе поразговараме, да не ширите вие што ќе се јавите. Што мислите околу затоа што се смеа доволно широк. Што би рекле во врска со денешното не? Дали се надевавте? Дали мислевте дека ќе има преговори и дали мислевте дека Европа нас сериозно не сватија и ние Европа сериозно и дали ќе влагаме у ЕУ? Дали станавте евроскептици? Поедностави го прашањето во 3 до 4 збора најмногу. За да може да... Прашањето за гледачите кои ќе се јават е: кој е вашиот став во врска со не на Франција? Може да го вклучиме гледачот. Имаме јавување. Инако добив едно писмо да те подсетам прв човек што ти се јави во емисија, во тоа време бев јас и ти реков никогаш нема да влеземе во ЕУ. ЕУ ќе се распадне, после тоа уште други се налепија на муабетот, за момците не знам што ти дошли, што ти изборел и така натаму. Дали може, се извинувам, господине Тренковски? Да. Илковски. Да. Илковски. Ако преименувајме ја, знаеш како? Ти само ќе шире и можеш да ме викаш како сакаш. Дали може да го вклучиме гледачот, режија? Добро вечер. Ало, да. Добро вечер, кој е на линија? Лјупчо да речем. Добро вечер. Добро вечер. Кој е таму мислам на таа линија? Да, се извинувам, да. Видете сега вака. Во однос на Европа станува муабетов. Да. Муабетот е што мислите што се случи денес со не на Франција и на нивниот претседател Макрон? Зошто не? Луѓе, нема гола вода, бе. Дали ќе беше Франција или ќе беше некоја друга држава, само ќе беше Франција. Или Холандија, после ќе беше Холандија, па после... Не сака, едноставно немаат намера да не примат. Има шема, јас таа шема ја кажам уште пред 10 на 15 години. А зошто нема да не примат? Те праша водителот. Зошто? Зошто не? Затоа што има две варијанти. Едната варијанта е затоа што треба Македонија да се исламизира, албанизира, а втората варијанта не примат затоа што па има многу
муслимани. Значи и така секако губиме. Аха. Ако ме разбравте, дали ме разбравте? Значи, генерално тоа е проблем. Они некои имаат многу муслимани, а не примат од друга страна за тоа што треба да бидеме исламизирани. Добро, благодарам за јавувањето. Благодарим, интересно. Многу продлабочено, стварно. Па не, добро, тоа е став, мислење дека проблемот кај нас е тоа. Добро, одиме со следниот гледач. Добро вечер, кој е на линија? Гевгелија. Како се викате, Гевгелија? Не мора, не ги прашувај. А не е битно. Добро, анонимен. Повелете. Што мислите, која е причината поради која ние не добивме датум за преговори, зошто Франција ни блокира? Одлично го постави. Проблемот е во франкофонијата, што Македонија ја избаци од употреба. Значи, затоа што не сме франкофонска земја, тоа е генерално проблемот. Да. Но од друга страна, еве јас ко информација ќе ви кажам, во Македонија долги години постои францускиот културен центар, сега е веќе прераснат во француски институт, може би нема толку влијание нели во образовниот систем како порано не се учи тој јазик, но тие делуваат сосема пристојно. Мислите дека тоа негативно влијаеше? Добро, благодарам што се јавивте. Мислата да му ја слушнеме на човекот. Повелете, господине, нека каже. Добро. Ви благодарам. Значи, до сега, драги гледачи, констатиравме два проблема. Едниот проблем е верско-етнички и другиот е на ниво на влијание на франкофонијата. Перфектно, колега. Изворедно ја терате емисијата. Ви благодарам. Само треба да се запознаете со Имаме уште еден. Добро вечер, повелете. Добар вечер, повелете, во програма сте. Ќе го повториш уште еднаш, што? Добро вечер. Чекам режијата да ми даде ишарет. Те имам режија у слушалка, можеш да ми... Да, сега може. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Околу прашањето зашто не примија. Значи, да. Муабетот е они сакаат да не примат. Добро. Ама не знаат како. Имаат нели дилема. Значи, сигурен сум дека до година 100% ќе не прима. Значи, 2020 ние влегуваме во Европска унија. Мислите, почнуваме преговори во Европска унија, ќе влеземе ако влеземе за 15 години. Ние зборуваме за датум за преговори во Европска унија. Не го разубедувај. Зошто му кажуваш? Он вика 2020 влегуваме во Европска унија. Така е. Готово. Човекот ти каже. Што има ти да кажеш факти? Само едно прашање до нашиот јавувач. Дали сте свесни дека преговори ќе не примат во Европска унија? Не, дали сте во тек дека преговори за Европска унија, воглавном, за било која држава, траат меѓу 5 и 10 години. Ние ги немаме почнато. Значи да влезиме наредна година е малку нереално? Добро, така е. Ама они ќе сватат дека испуштиле шанса да ни дадат дата за преговори. А зошто не ни? Чекај, сватат што губат, така? Зошто не ни дале? А зошто не ни дале сега? Која е причината? А која е причината? Најверојатно немале информација, не биле информирани дека ние сме нели добра држава, толерантна, нели. Па можно е, да. Па можно е да не се информирани, да. Денес е такво време, можеби. Немам што да те почестам. Дојди овдека до телевизија, една книга барам од мене ме расположи. Фала ти многу. Интересна теза, ви благодарам, секоја чест. Ви благодарам, Ја како гостин си извинувам што малку ти се мешам у ова, ама нели, сега правиме примопредаја. Не, јас сум пријатно изненаден од ставовите на луѓето. Да. Секоја чест. Ете, молам. Имаме уште еднов гледач на линија, ве молам режија, пуштете го. Ја како гост имам право да се... Те молам, Јанко, не прави обструкции. Те молам. Може као Рейчел да... Може уште едно вклучуваме. Режија, вклучете го гледачот. Неќе да крени он. Баже... Добро вечер. Повелете. Добро вечер.
Поведете во програмата. Вака, да прокоментирам за француското не, зашто не го дадоа. Слободно. Па, Слободно. според моје мислење дека заради проблеми што се соочува Европската унија, од страна што се соочува со Брекзит, едноставно од друга страна па со економското проблеми во Шпанија и Италија. Да, Франција. А добре еве едно прашање. Вистина Брекзит, тоест британците напуштаат. Нели има некоја логика дека кога Британија со некои 70 милиони си оди, логично е нас со 2 милиона или еве и Албанија топтан со 3 милиона да не пикнат, нели, да пополниме простор. Да балансираат. Да. добро. И уште едно прашање, зошто Германија е за, Франција е против? Тоа нели е интересно, зошто е така? Заради грците. Заради што? Заради грците. Зошто заради Грција не разбирам. Грција ги команда Франција и Германија испаѓа. Но ние со Грција се договоривме, нели Грција рече нема да не обструира. Ние сега проблем имаме со Франција, со претседателот на Франција нас не одби. И тоа е одговор. Добро, прифаќам. Тоа е одговор на прашањето. А кој е најубав? Ти. Ви благодарам. Кој е непаметен? Ти. Да, зошто телефонот не звони ја? Тоа германски би било. Ја. Да. Тебе ти е Добро лакото. вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, господјо. Како сте? Добра сум. Поздрав до стариот водител и до новиот водител. Добра вечер, уважение мое. Што мислите околу Благодарам. поставеното прашање темата која ја зададовме? Зошто ни рекоа не? Зошто ни рекоа не? Да. Тоа најверојатно нема да кажат не никогаш, нема ни да не примат. Меѓутоа можеби некоја друга членка, мислам од земите членки што се, врши притисок никогаш ние да не влеземе во Европска унија. Зошто? Можеби оти најмногу сме симпатични и многу сме развиени и со ум и со икс други работи и затоа не сакаат да не примат. Оти ние треба да им продаваме на нив добри мозоци, зашто ние сме по-интелигентни од сите тие членки на Европската унија. Морам да ја потпрашам. Господјо, во право сте, стварно, навистина. Ние сме попаметни, подобри, поспособни и затоа не сакаат. Кажи ми, Дали сте разочарани? Како тоа не успеавме кога сме попаметни, подобри, поспособни, Да си ја средиме барем државата. 300 евра плата да направевме просечно. Они не сакаат нас да не примат. Да. Меѓутоа, дали ќе можат сега Те молам. 30 години што сакаат да не примат нас, само да како ќе не исплатат нас Врезен филм, овие добар е. сите нервози што ги трпиме ние. Ова се за нас стресови. Значи за нас 2 милиона жители се стресови. Кога спомнавте стресови, дали ја знаете една информација, спишов една колумна на таа тема, дали знаете дека во Македонија се препишуваат месечно 400.000 рецепти диазепам, месечно. Можеби и повеќе. Значи во основа ние сме издрогиран народ, си пиеме лекови и тоа ние. Thank you very much. Ви благодарам. Навистина исклучително интересен став. Одиме со следниот гледач. Треба да ти ја дам ја првата колумна под наслов Диазепам. Диазепам нација сме ние. Одиме во програма. Режија, следниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер. Абе, ниеден не може да погоди зашто не сте влезли, не примаа во асоциација. Еве во програма сте, зборувате, кажете. Да не ме слушате? Одлично ве слушаме, господине, повелете. Да ви кажем зашто не примија во мислим не во Европска унија дефинитивно, него во приговор и асоциација и преговор. Не примија затоа што ние домашните задачи не ги направивме. Тоа е А прво. зошто Германија се согласи? Зошто Германија вели да, Франција не? Германија вика дека сме ги завршиле домашните задачи. Па, Германија се согласи пошто е двигател на Европска унија. Мислим тоа е што И сега кој лаже? Франција лаже? главна Кој е држава управо? е. Франција или Германија? Франција еве мало како ина да доминира на тие
европска заедница, мало да биде Значи како ние сме добри сепак. Како? Сега ние сме ја завршиле, ние сме криви или Франција е крива? Прво ние сме криви. Прво ние треба дворот наш да го чистиме. И па Германија вика дека сме го очистиле. Како? Германија вика дека сме во ред, дека сме очистиле. А добро, Германија сака да го затвори проблемот на Балканот што е, мислим по се основи, политичка и економски и социјални мир и тоа. А зошто не сакаат да ја примат Албанија, кажи ми? Молам? Зошто одбиваат за Албанија да ја примат, да ја дадат датум за преговори? Зошто го одбиваат? Да. Има и тие не ги правеле тие задачите како што треба. А што се тие задачи? И таму корупција, има голема корупција и тоа е. Европа не прима. Корупцијата. Значи, во Албанија е корупција. Кај нас што е проблемот по тебе? Како? Кај нас што е проблемот? Во Албанија рече дека е корупцијата. А кај нас? А кај нас? Па исто и кај нас има коруптивни работи има. И кај нас за тоа не примат. Сега да те прашам. Кажи ми, кога идеш да завршиш некоја работа за документи на лекар, носиш ли кафе, вака малце рушвет да дадеш фала за лекарот, за тој да ти заврши работа? Слушај, тоа свегдека во балканскиот синдром е тоа. Свегдека на Балкан тако е. Фала ти многу за муабетот. Thank you very much. Ова е мојот супер пауер. Да поентирам на нешто што ти го кажа во твоите колумни, самите луѓе да си го изнесат како потврда. Он ќе ти рече не си во право во колумната, малце само со why, во стил на Лари Кинг, дојдовме до тој одговор. Ти текнува? Да, апсолутно. Добро. Добра вечер, кој е на линија? Некој. Добро вечер. Повелете. Повелете. Гледаш. Добра вечер. Тема која е вашиот одговор на француското не. Да. Јас имам прашање за Јанко и за вас. Прво прашање. Кажете ми статистички податок колку се вработени македонци во Германија, колку во Франција? Не знаеме. Имате вие некоја представа? Па претпоставувам негде околу 350 до 400.000 македонски граѓани се вработени у Германија, а негде към мизерни 10 до 11.000 во Франција. Добро. И мислиш дека експлоатацијата на македонските умови е проблем за сето тоа. Тоа е една работа. не разбирам како. Може ли да го образложите? Како да ви го образложам? Па, еве, велите, малце има македонци во Франција и заради тоа Франција има негативен став, а има многу македонци кои се, нели, вредни и добри работници, Во Германија. Во Германија, пардон. И тоа влие на позитивен став на Германија спрема нашиот прием. Не разбирам. Многу Германија е задолжена да си ги штити своите национални интереси. Тука спаѓа и работната сила. У Франција има 10 до 11.000 вработени македонски граѓани, од кои 5 до 6.000 се со двојно државјанство, бугарско-македонско. Во Германија има околу 350 до 400.000 вработени македонци, од кои 70 до 80.000 се со двојно државјанство. Кажете ми каков е интересот на француското национално и германското национално. Они очигледно е дека имаат недостаток на здрава работна сила. Умствена работна сила, физичка работна сила. Па нели би било добро за Франција да ги мотивира македонците повеќе таков И друга работа извоз на ум да има во Франција? Не. Значи мотивацијата е завршена пред 7 до 8 години. Така. Кога беше екзодусот населење. Мотивацијата е тоа и Германија ги отвори портите, а Франција се уште држеше до избеглиците, до бегалците, кои што сега им стацаа на глава и сега им ги прават проблемите. Германија тој ги отвори портите за работната сила од Бугарија и Македонија или од двојните државјанства. Германија ги експлоатира нашите работници, сега и Германија е задоволна и затоа вика Те свативме. Само еден коментар. Прашање од водителот. Само еден коментар. Но заборавате дека Франција е земја што има 20, 30, 50 колонии од цел свет и ако сте биле во Франција ќе видите дека имаат од нивните колонии и од Африка и од Средна Јужна Америка, Кариби, дури и од ваму од Тихиот океан кои доаѓаат во Франција. Германија како држава која нема колонии, разликата помеѓу пред 30 години и сега е што во Германија од Македонија и од Балканот одеа физичка работна сила,
А сега одат доктори интелектуалци пред 30 години, кога Балканецот одеше во Германија, одеше да направи пари да се врати. Сега нашето население се иселува, и то учените, и одат таму да живеат за трајно. Значи... Пак ќе се вратам на мислата на господја претходно што беше. Значи, интелектуалниот капацитет на образованието у Германија и на образованието тука, верувам дека не е исто. Значи, тоа што они ги шлепаат таму работниците, односно нашите интелектуалци, да земеме доктори, медицински сестри, општи работници и ред други работи, е најверојатно причина што они немаат доволно способен кадар или не владат доволно способен Сума кадар. сумарум, вие не гледате политичка одлука, туку чисто практична одлука во целава работа, економска. Политичка одлука. Зашо политичка одлука? Значи, која политичка сила сме ние? Так. Прво, немаме море. Основен критериум за да влезеш у Европска унија и да бидеш пристапен е море. Ние сме изолирани комплетно. Тоа е една работа. А зошто тогаш Албанија не и даде? Албанија е на море, Албанија е во НАТО. Еве нас може да не откача, да кажат Македонија нека одмара, ако смени име, ако смени устав, Океј, договори зошто се. на Албанија не и Зошто даде? не рекоа, еве Албанија, да. Вака, верувам дека сте имале прилика да прошетате низ Сме Европа имале. и Сме имале, така? и Македонија. Така. Да. Кажете ми културата, менталитетот и функционирање на општеството некаде во Германија, Франција, Шпанија, Италија и ред други земји и кажете ми го менталитетот и функционирање на државата во Македонија и во Албанија. Ја ќе ти кажам дека Албанија, значи со сета должна почет, ќе ти кажам дека Албанија функционира исто, па дури и подобро од една Бугарија. Која е во Европска унија 15 години. Не знам у кој сегмент. Океј, нели, се согласуваме да не се согласуваме, малце и провоцирам, Agree to но disagree. одлично дадовте неколку и многу интересни поенти и деновиве сигурно би биле задоволни и среќни ако, еве, уствари да олабава малку, идната недела би сакал да ми се јавите и малце подолго да Па го вака, слушнам. само уште краток ќе видам. Да, На повелете. се што продадовме, мислам дека заслужува. Да се што продадовме. Така? Мислам дека заслуга е барем сето ова, меѓутоа голема мизерија ќе биде ако не се случи дури ни сето ова. Мислам конкретно околу пристапни преговори име околу датум. После нашето джигиро ќе не го вадат, меѓутоа пак ќе кажам мизерија е ако не го дозволат. Да се што продадов. Ова беше добро јавување и со ова можеме да ја финишираме емисијата. Им се извинуваме на другите гледачи. Кои беа заинтересирани? Да, во наредна прилика. Ако ви се допадна ова, пишете ни. Мене ми се допаѓа, да ти кажам, оваа ношалантност. Ако можам да те купам уште еднаш да бидеш уредник и водител на емисија вака со мене, уште веќе наредната недела, ја добре дојден си во секое време. Ме бенди се, а? Па да ти кажам, окей, освежително е. Што би рекол татко ми, благопријатен сум. Иако би сакал да наликуваш малце повеќе на Меланија Трамп, тогаш би го направил ептен кефот, но... Се надевам што дека е не ме тука? гледаш со тие очи. Не, како благодарам. Меланија сигурно не те гледам. Ти благодарам. Уште еднаш поздрав, секој е добро, ти благодарам што ја презеде емисијата Ми беше задоволство. и се надевам дека пак ќе дојдеш да бидеш уредник, гостин, водител, затоа што си вистинско освежување во етерот, тоа е моето скромно мислење. Се обратам се кон гледачите. Да, ти можеш да ја завршиш емисијата. Драги гледачи, ми беше исклучително задоволство после пауза од 4 месеци со моево трето гостување. Исклучително задоволство ми е и што после првото мое гостување, еве повторно телефоните се активни, што имавме добар прием кај публиката. Мене ми е навистина жал што Македонија нема да добие шанса да преговара со Европската унија. Како што реков минатиот пат, да, се уште верувам дека ќе одиме негде напред, каде напред не знам ни јас самиот, но како што веќе реков, Господ ги чува будалите, нека ни е на помош и се надевам дека ќе се оправиме самите себе од внатре, не заради некаква Европа, не заради некаков европски пасош, него ради самите себе си. Ќе почнеме малку повеќе да се почитуваме, ќе почнеме да ги цениме паметните, учените и способните и дека секој ќе знае кај му е местото во општеството. Ради нас и ради нашите наследници. Ви благодарам. Тоа беше крај на вечерашното издание на емисијата Јади Бурек со Александар Истевски и господинот Јанко Илковски. Поздрав и лека ноќ.